Се наоѓаме во новоотвореното мејкап студио Викторија во скопската населба Киселавода. Студио во кое работи познатата мејкап артистка Викторија Велјановска, која патем долги години е задолжена и за убавиот изглед на водителите и презентерите на телевизија Алфа. Вики, здраво! Здраво, добро утро и ви благодарам што денес сте тука во утро со мене. Еве конечно и собствено катче, каде што твоите професионални услуги стануваат достапни и за поширокиот аудиториум. Може ли да ни кажеш каков е концептот на работа на бјути студиото Викторија и какви се услуги истото нуди? Викторија Бјути студио постои веќе скоро 2 месеци. Ги отвори вратите за вас на 5 септември. Секогаш сте добре дојдени за вашиот изглед да биде уште поубав. Тоа е една идеја која што се ја постакува долги години. Не е ова почеток на мојата кариера за шминкање. Она што може да ви понудиме во Викторија Бјути студио се секојдневната елеганција. Тоа е природна шминка која ги стакнува вашите црти, создавајќи префинет и свеж изглед, совршена и погодна за матурските и полуматурските фотографии. Потоа следува гламурозна божица. Тоа е смела, блескава шминка што привлекува погледи и е идеална за вечерни излегувања, свадби, настани или кога сакате да се чувствувате како звезда. Следна е свадбената магија и самото име веќе покажува за што станува збор, а тоа е безпрекорна, долготрајна шминка прилагодена за вашиот свадбен ден. Мистичната трансформација, тоа е трансформативна шминка за специјални прилики, како што е и во пресред на Хелоуин, тематски настани, оживувајќи ги вашите најлуди фантазии. Совршените трепки, професионално поставени екстензии на трепки што зголемуваат должината и волуменот на вашите природни трепки. И на крај, гламурозна фризура, која е по ваш избор како сакате да изгледате тој ден. Нормално дека кога не шминка професионалец, тогаш нема грешки, затоа што професионалец уме да го истакне она што е убаво на лицето на секоја жена, но честопати кога сами се шминкаме, правиме грешки. Кои се најчестите грешки што ги правиме при шминкањето? Јас многу често сакам тоа да го кажувам на своите клиенти кога ме прашуваат околу тие теми, а тоа е подготовката на лицето, затоа што секоја подготовка на лице добива поубав изглед, посвеж изглед. И исто така тука ќе го вметнам и шминкањето очите и устата, кога се усогласени исто, нападно, тогаш не делува нешто многу перфектно. Кога, пример, имаме јаки очи по неутрален кармин. Тоа се тие совети кои што знам често пати да ги споделувам со моите клиенти. Колкава треба да биде разликата помеѓу дневната шминка и вечерната шминка? Чинам уште еден момент кој што често жените го мешаат и при тоа грешат. Да, се согласувам. Разликата меѓу дневната и вечерната шминка е во јачината на нанесувањето на продуктите. Имаме појаки пудри, мислам покривни пудри и понеутрални. И исто така можеме да ги комбинираме и боите на очите, сенката за очи и пак ќе кажам карминот, сјајот кој што може да се нанесува за во текот на денот. И колку е важен квалитетот на самиот мејкап за еден убав финиш и убав изглед на лицето? Исто така сакам да споделувам и со гледачите во оваа ситуација, затоа што не мора шминката да биде брендирана. Доколку знаете некои трикови кои што може да ги употребувате, воопшто не е битно дали е вашата шминка, колекција на шминка маркирана. Колку време е потребно за да се нашминка еден клиент? Еден клиент за да се нашминка е максимум 1 час, а минимум половина час. Кој е работното време на Бјути студио Викторија и дали работите исклучиво со закажување? Да, работам исклучиво со закажување. Работиме секој работен ден, вклучувајќи го и викендот. Може да
гледачите и клиентите кои што сакаат да дојдат и да се разобавуваат тука, да ме пронајдат на социјалните мрежи Instagram и Facebook, Викторија Велјановска. И исто така морам да напоменам дека веќе се закажуваат термините за новогодишните, божичните празници, така што ги очекувам гледачите, клиентите кои што сакаат да дојдат, веќе се вратите отворени на Викторија Бјути студио.